Убаво е да се види црквата, без разлика на бројката. Убаво е да се видат луѓе што подолго се немаат видено. Убаво е да се запознаваат нови луѓе, што да сега ги немате запознаено. Убаво е едноставно да се живее, зашто животот е убав. Ако го имате гледано филмот Животот е убав, ќе знаете точно понекогаш што се мисли кога се зборува дека животот е убав. И покрај се она што ние го согледуваме како темни облаци понекогаш, да едноставно најдеме сила во Господ, како што кажуваше Даниела, и да не само да издржиме, него надмоќно да победиме во работите. Амин. Ако сме повикани да бидеме победници, сме повикани да бидеме надмоќни победници. Не заради што ние секогаш победуваме, зашто Христос еднаш за секогаш победи. И не знам дали сте размислувале за смртта и зошто Павле пишува смртта кај ти осилото, кога ја гледаме смртта уште, не може да умре човек што е вечен. Не може да умре човек што во него е вечноста. Пробаа да губиат и Христос во тело, но не успеа. Така да смртта во тело не е смрт вечна, смртта во тело е премин во вечноста. Знаеме дека нашиот брат пастор Мирчо од Евангелска едноставно премина, едноставно појде кај Господ, голема придобивка за небото, загуба за земјата, но мора да се научиме да живееме со работите. И кога се тука, дури многу повеќе кога се тука, но и кога не се тука. Мора да научиме да живееме без луѓето и со луѓето. Едноставно мора да научиме да живееме со Господ. Животот е таков, секогаш едни ќе се раѓаат, други ќе си одат. Транзицијата секогаш ќе постои, но нешто што го одржува сето тоа е Господ. И затоа никогаш, ама баш никогаш, немојте нашата надеж, вашата надеж да ја ставиме во луѓе, да ја ставиме во нешто што е минливо и да го занемариме Господ и неминливото. Така да, сочувство со фамилијата на пастор Мирче. Го познавав доволно за да го засакам многу, ако можем така да кажам. И стварно ми е многу криво. Што можеш уште, сигурно. Вики кажува реченица на Сабајле дека да не правиме доктрини од работите што не ги познаваме. И сите знаеме дека може уште, но ајде да му веруваме на Господ во се. Да му веруваме на Господ и кога ги разбираме работите, но и кога не ги разбираме работите. Може би како луѓе, како христијани, како евангелски христијани, како протестанти, како сакате, како општество, стварно изгубиме човек, но пишав на Фејсбук дека човекот не умира на земјата, зашто делата негови дозволуваат да живеат. Така да, ако човек оставил дела и ако продолжиме да живееме во таа насока и да ги почитуваме и да ги штитиме тие дела, дефинитивно сме на добар пат, имаме загарантирано иднина за нашите идни генерации. Нешто што е моја омилена тема тоа е што правиме ние со наследството што сме го добиле и колку наследство ние оставаме. Согласуваме се тоа. Така да, уште еднаш ќе кажам, сочувство до фамилијата. Едноставно, во оваа 2020 година, ако научиме многу работи, дефинитивно научиме многу работи, можам да кажам дека поединечно, ако гледаме многумина што ги знам, па им не би беше нешто лоша година. Глобално, ако фатиме, најверојатно била најлошата во последните, не знам, децении или она ние што го паметиме од барем ја како 38 годишен. И има многу што да се разглобува, има многу што да се анализира, има многу што да се зборува и во 2021 за 2022, но многу работи
се надевам дека научиме, ако не научиме, ги сватиме. Освен што научиме повеќе за Бил Гейтс, освен што научиме повеќе за 5G, освен што научиме повеќе за вирусите, освен сите тие работи што ги научиме, што може би и се потребни само во даден дел, но не се достојни да ги усовршуваме, ако можам така да кажам. Ние бевме втурнати да согледаме многу нешта и да научиме многу позитивни нешта. А тоа се колку е значајна црквата, колку е значајно тоа што имаме слободата да можеме да се собираме и да го славиме Бог заеднички, колку е значајна фамилијата, колку е значајна тој социјален аспект во нас луѓето, колку е значајна верата во Бог, колку сите овие работи се значајни. И знаете, понекогаш треба, најверојатно треба, некои работи не да ни се одземат, ама да ни се оттргнат за појасно да ги видиме. Знаете, многу работи кои ни се тука вака пред нос, немате фокус да ги видите. Ги имате, до вас се, дури баратате со нив, но не сакате да ги спознаете подлабоко. И кога ќе се потргаат малце, фокусот се бистри и викаш застани тука. Застани тука, немој да одиш подалеку. Сега сакам те запознам подлабоко. Така да 2020 не натера. Ја на почеток на 2020 кажав дека ќе биде чудна година и знаете Господ некогаш ви дава, слушате моменти дека ќе насетите нешто, но не секогаш имате целата перспектива. Зашто? Кога реков тогаш чудна година, ни најмалку не мислев дека вирусот од Кина ќе дојде тука и дека ќе ја направи толку чудна оваа година. Но тоа што сакам да ве поттикнам, тоа што е од исклучителна важност, покрај тој глобален аспект на нештата, секој да застане на нозе и да рече чекайте, да видам кај сум јас во сето ова. Дали сум дозволил да ме дува ветар, лево-десно, а не бил ветерот на Светиот Дух, биле некои ветрови што не ги познаваме доволно, не ги разбираме доволно, а да пуштаме така лесно. Еден не знам, они имаат многу титули од православна, читав, оставил некоја добра стихотворба, напишал, вика, да со таква леснотија го познаваме Христос, како што ги познаваме теориите на заговорли. Со таква леснотија да се пуштиме во познавањето на Христос, како што со таква леснотија веруваме во се што ќе ни кажат и што ќе ни трасираат на Фейсбук. Ние би биле, не знам, свет и место за живење каде што едноставно ќе биде како на небото, така и на земјата. Така да, колку и да сме оптоварени, обременети со дневни политики, ние имаме опција на дневна, на истата основа, на дневна основа, да бидеме оптоварени со бремето и јаремот на Христос, кој е благ. Знаете што значи тоа благ? Значи се трпи. Дури ако одиш понатаму, он го носи. Ја имав еден човек, дојде од многу далеку, за да ми каже многу кратко, многу јасна работа пред неколку години, и ми рече, и верувам дека е за многумина од вас сега во моментов, каде што рече, силен човек си, се познава, се гледа, иако не те знам многу, но дозволи му Христос да ги носи твојот товар. Не мора сиот товар да го носиш ти. Дозволи му Христос да го носи твојот товар. Така да јас знам дека сте силни и можете да носите многу товар, но дозволете Христос да го носи вашиот товар. Амин. Знаете, колку сме силни во Господ, толку сме, можам да кажам, многу пати слаби во тело. Но еден напишал, колку и да сме слаби, не сме кршливи, еластични сме.
колку и понекогаш да делуваме слаби, не сме кршливи. Еластични сме. Само треба да ги поставиме вистинските вредности и вистинските работи за кои не само ние се залагаме, за кои Христос се залагал за нас. И ќе правиме уште многу анализи за 2020 и дури дали е и потребно, зашто веќе има доволно анализи изнаправено, што се поминаме, како поминаме. Сите вие си знаете на поединечен план како поминавте, но едноставно на крај на денот оставете анализата на Светиот Дух во вашиот аналитички живот. Многу е битно, без разлика на тоа колку расудуваме. Што вика Библијата? Дека Духот расудува и него никој не го расудува. Така да го потикнеме во нас Духот, он да расудува. И тогаш ќе не може дури да не расуди, ќе викаат, да, има нешто, како што кажа Даниела, што сакам да бидам со тебе, а уште не го познавам. Дојди и запознај го од прва рака. Не преку мене, преку самиот он кој сакаш да го запознаеш. Вики денеска зборуваше за втора послание Петар прва глава и викам не е можно во наводници, зашто и како е можно кога во една црква се е водена од Светиот Дух, е невозможно би било да не се согласуваме со работите, да не бидеме водени од истиот Дух во исти правец. А се другото би било возможно. И затоа е толку битно работите да ги посакуваме, како животот да ни зависи од тоа. Разбираме овој дел? Ако сакаш чудо во твојот живот, не барај друг да го направи тоа чудо. Ако сакаш чудо во твојот живот, заземи позиција како да животот ти зависи од тоа. Немојте никогаш да ви биде репер човек што многу може или што малку може. Збориме во Господ, па може и во други категории. Зошто? За да не ви биде граница истиот. И да речете, јас сакам како него, или јас па не можам како него. Зашто истиот Дух и истата сила што Христос го воскресна лежи во нас. Ама како мене, ја не можам. Јас можам со она колку што ми е дадено, она колку што во моментот го согледувам. Но би бил манипулант ако ти речам дека и ти најверојатно толку би можел, а не повеќе. А Христос, ти имаш длабок порив во тебе, дека Христос те повикал и за повеќе. И што е са, ја од пасторот ќе можам повеќе, или од не знам некој што се покажал повеќе ќе можам. Видете во што, не само ве повикал Христос, со што ве обдарил Христос. И таму барајте ги работите. Така да, ако нешто сакате и го спознавате, црквата ви го исто така ви го кажала дека можете да функционирате во исто. Бидете како да животот ви зависи од тоа. И ќе ги видите успесите, ќе ги видите напредокот на Божјото царство. Амин. Така да ќе одиме, може би не цела глава, зошто и да не, да ја објасниме околу Петар, нема да ве здржавам многу, ја веќе сум го зборел, ова ми текна пред, не знам, некое време, али нешто ме поттикна пред неколку дена да одиме подлабоко, може би за воиднина ќе бидат овие темелите каде ги ќе се движиме. Што? Да препознаеме што имаме во нас и да препознаеме што треба да правиме со тоа што го имаме во нас. Инако би биле, ајде тешок збор да не употребам, лажговци, но самите би се манипулирале, а после тоа несвесно би ги манипулирале и луѓето. Со тоа имаш се што ти е потребно за живот и побожност. Таа е може би најдобриот стих што објаснува кој сме и што имаме во Христос. Но ако погледнеме во целата глава, знаете, се можам
пишува преку вера во Христос, ама има уште едно што се можеме. Се можам преку стих изваден од контекст. И преку тоа можеме се. Извади стих од контекст и искористи го. Така да мора да бидеме внимателни, нели, кога читаме и кога ги објаснуваме стиховите, кога ги објаснуваме главите, во време тогаш кога треба и сега кога и што значи за сега. Така да Петар Симон, слуга и апостол. Знаете, човек вкоренет во авторитетот, тој толку лесно за него ќе каже дека е слуга Божи, во исто време и апостол на црквата. Го разбираме овој дел? Човек темелен, вкоренет во идентитетот и за мене може би и многу позначено интегритетот во Бог. Многу лесно може да измие нозе и тоа да не му представува проблем. Да ви се множат благодата, Вики тука објаснуваше многу, да ви се множат благодата и мирот во познавањето на Бог и Исус нашиот Господ. Петар вика да ви се множат, не вика да ви се множат благодата во работите што сте ги наумиле, во работите зашто ние се имаме што ни е потребно, но вика да ви се множат благодата и мирот во познавањата на нештата, во познавањата на самиот Христос, таму да го имате мирот кој ги носи сите ваши исполнети и неисполнети желби на момент на исполнување. Неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно. Луѓе имаме работи што не ни се потребни. И понекогаш ние како луѓе, како не знам, како луѓе во контекст на ја ги направи луѓето едноставни, они прават секакви сплетки, тоа ни го кажува Исаија, мислам дека ние можеме да бараме и ќе бараме работи што дури не ни се ни потребни. Затоа Петар вика, имате се што ви е потребно за живот и побожноста. Преку кого? Преку вистинското познавање. Знаете, многу пати ќе речеме, дали треба обичниот народ, иако нема обичен народ, има Божи народ. Дали треба секој да се впушти во подлабоко познавање, дали тоа е останато? Да, Павле вика, јас апостол, пастор и проповедник. Апостол, учител, проповедник. Значи ги кажува работите во кој функционирал. Но што вика петте служби, зашто се дадени? Дадени се за сите да дојдат до совршенството на познавањето на Господ. Така да сите ги опфаќа сите и не исклучува ниту еден. Дали ти во твоето срце ќе решиш да се впуштиш во тоа, е твое лично прашање. Не е моје да наметнувам, но ќе видиме Петар вика, иако го знаете ова, јас сум должен да ве подсетувам. Ние сме должни да се подсетуваме. Тие што сте во брак, ако некој ветил нешто, сопругот или сопругот, што му викате? Да те подсетам само. Не те притискам, да те подсетам само. Така да, ние сме должни да се подсетуваме. Амин. Преку вистинското познавање на оној кој не повика преку својата собствена слава и доблест, преку својата собствена, тоа значи дека можеш и да не повика. Многу пати ние му изиграваме Бог на Бог, а Он ни е нас Бог. Таа разлика, ако тоа го спознаеме, ние ќе уживаме. Нема да бидеме помалку, него напротив, ќе учествуваме, ќе видиме каде, во што? Во божествената негова природа. Ќе бидеме соучесници со неговата божествена природа, а не помали или поголеми. Но мора да знаеме кој ни е татко, кој е таткото, а кој е синот и ќерката. Та преку нив да станете соучесници во божествената природа. Преку што? Преку ветувањата. Преку она што Бог го ветил не само за човештвото, преку она што Бог го ветил за тебе лично.
откако? Вика, откако се оттргнавте од расипаноста која преку похотата владее во светот. Петар ги става во незавидна ситуација да не можат да кажат па ја не се оттргнав. И вика, откако се оттргнавте, зошто? Зошто ти во твојот живот исповедаш дека Бог е твојот Бог. Со тоа ти си решил еднаш, а тоа постојано ќе го негуваш, ќе видиме после, дека си се оттргнал од расипаност. Зашто вика Павле во Ефесијаните 5 глава? Мислам дека 8 стих. Вика, вие што бевте темнина, сега сте светлина. Па не светам баш доволно. Не, може би не гледаш дека не светиш доволно. Може би треба очите да те сотворат да гледаш малце повеќе и да видиш дека светиш. Но не можеш да занемариш она што Бог го кажал за тебе. Вие што бевте во темнина, сега сте светлина. Така да, ние кои се тргнавме од расипаноста, која преку похотата владее со светот. Многу пат, па Господ нели владее? Петар вика, види што владее. Во вакво поколение ние светиме. И оставаме пример, и тој пример дава плодови, и тие плодови се за генерации и генерации. Инаку до сега ќе бевме заборавени. Ако црквата не ја играше улогата, ние ќе бевме заборавени. И еве го на она што можам да не го дочитувам и да речем доволно е ова, но што ја прави вистинската и целосната слика. Вика, токму заради ова. Заради што? Токму заради што се тргнавме од расипаноста, што преку похотата владее во овој свет, токму поради што разбираме дека се имаме за живот, што ни е потребно за живот и побожност, и дека сме преку неговите ветувања сме соучесници во боженствената. Ние некојаш многу силни зборови кажуваме, а не сме свесни. Знаете што значи соучесник со боженствената природа? Знаете дека за некој ова слово што спасува е невидена глупост? Што зборувате вие, која боженствена природа? Кој сте вие? Па што си ти поразлично од мене? И ти имаш брада и ја имам брада, тука сме негде. И вика, заради сето ова, што веќе е во вас, што веќе можеме да кажеме да, во мене, што? Токму заради ова, вложете ја сета своја сила и исполнете ја сета своја вера со доблест. Вау. Сета своја сила. Не знам колку имаш сила. Ја можам да кажам за мене. Некојаш чувствувам толку силен, некојаш толку слаб. Вчера бев, ќе си признам, многу слаб. Едноставно му се препуштив на Господ и реков, Господе, тоа уствари. Може би овие моменти се ти што ги чекаш, зашто кога ние сме силни, кога ние мислиме дека можеме, кога ние мислиме дека самодовербата ни е на највисоко ниво, Стив Джобс рекол, еден од 5 лекови природни е самодовербата, што го поддржувам во тој дел. Да, точно е, човек треба да има самодоверба, но самодоверба што иде и што е родена од познавањето на Бог. Инаку вашата самодоверба ќе биде алатка, може би да повредите многу луѓе, ако не доаѓа од длабочините на познавањето на Бог. Но исто вашата не самодоверба, недоверба во самите вас може да биде постојано сопка на која може да сопнувате и да се вртите во круг. Најдете се во Господ и таму Павле вика, ако се фалам со мојата слабост, но после кажува извици на така силен човек. Така да најдете се и силни и слаби, најдете се во Бог. И вложете ја сета таа сила
и исполнете ја со својата вера. Луѓе, на небото нема да ни треба вера. Дали сме размислувале на ваков начин? Верата е сега, тука. Верата е да се согласиме, да преку вера ги видиме работите што со очи физички не можеме да ги видиме. Многу луѓе ме прашале она што Даниела го зборуваше, ама добро, како иле ја да го видам се това? Другар, имаш една опција. Преку вера. Инаку, ја и ти ќе филозофираме од сега, па не знам до било кога. Додека имаме сили. Али ако не прифатиш дека преку вера, да активираш верата што веќе е ставена во тебе, ти имаш голем потенцијал да се фрлиш само на филозофирање. Преку вера, вика, се роди Исак. Аврам стана татко на многу нации. Амин. Ние сме повикани што? Преку вера. Вера исполнета со сила, или обратно, сила исполнета со вера. Вашата вера, Петар вика, со доблест. Ја не сум видел подоблесни луѓе од луѓе христијани. Сега зборам глобално. Кога имаше смена на председателот на КОВАЗ, тоа е Комисија за верски заедници прашања, и бев таму присутен и едноставно кажаме сите по нешто, му кажаме добре ден на човекот и му рекол дека он, како председател на тоа, мора да се симне од столицата и да види нешто, да види дека постои една можеби мала група. Збориме стикно за Македонија, што толку допринесува, онака ќутливо, левата да даде, десната да не знае, на таков начин, толку допринесува за општеството, што тоа мора да биде видено, препознаено и зааплаудирано и дополнително поттикнато. Ја не сум видел подоблесни луѓе од луѓето христијани. Можеме да дебатираме за ова колку сакаме. И знаете, тие се врзани садови, викаат доблеста со знаење. И ние многу пати во нашиот живот, поради можноста да го познаваме Бог, ние мислиме дека знаење не ни е потребно. А вика, мојот народ гине од незнаење. Од незнаење на нештото, од незнаење на ветувањата, од незнаење за верата, од незнаење на самиот Бог. Знаете, доблесен човек, знаењето ќе го претвори во мудрост. Доблесен човек само, знаењето ќе го претвори во мудрост. Другиот во лудост. Другиот може би во лудост. Прав си. Знаењето со самоконтрола. Човек што толку се набилдал, толку се со знаење, и те како му треба самоконтрола за да не биде она што го кажа, да не дојде знаењето во лудост, да не дојде знаењето во возгордајување. Затоа самоконтролата е толку. Знаете ли што значи самоконтрола? Самоконтролата се учи додека си сам, а се покажува кога се другите. Самоконтрола бара ти самиот да се исконтролираш. Самиот збор го кажува. И не е ништо ни, како се вели, филозофија да го разбереме. Но самоконтрола е да видиш дека Бог има контрола врз твојот живот. И тој мир да ти донесе контрола за другите нешта. Инаку ќе биде, таа самоконтрола ќе прерасне во друго нешто. Некои други глави ќе пушти. Самоконтролата со трпение, а трпението со побожност. Самоконтролата сама по себе не е доволна, ако не е проткана, пронижена со она трпение за кое сме повикани
а што многу луѓе мислат дека е слабост. Трпението не е слабост. Трпението е сила во која ние надмоќно победуваме. Човек има трпение само ако е сигурен во тоа што следува. Инаку, видете се, многу брзо ќе го изгубите трпението, ако сте несигурни во нештото што следува. Само заради тоа што некој од нас во одредени периоди сме слаби, не значи дека црквата е слаба, не значи дека христијанството е слабо, одиме поголе. Не значи дека Бог е слаб. Амин. Христовото слово е наречено слово на трпение. Што вика Петар? Понатаму вика, па Бог ради вас не иде. Неговото трпение е ради вас. Точно значи дека сигурен е во што се е и сигурен е дека ќе жнее. Амин. А побожноста со братолюбие, а братолюбието со љубов. Гледате како интересно Петар ги одделува братолюбието со љубов. Прави јасна дистинкција. Што значи тоа? Тоа значи дека не е доволно да го љубиш твојот брат само. Читај сестра. Имаш сила да го љубиш твојот брат, но имаш љубов да го љубиш и твојот небрат или човек до кој вчера си имал, не знам как мисли за него или он имал за тебе, а ти знаеш застото. Затоа ги дели. Љубовта Христова не повикува на нешто повеќе, нешто подлабоко од тоа да се сакаме едни со други и да се само почитуваме едни со други. Амин. Вика, зошто? Ако го имате сето тоа, и тоа се умножува, не сте безкорисни. Ниту бесплодни во познавањето на нашиот Господ Исус Христос. Не знам дали приметувате, од почеток до крај се работи за познавањето на Бог. Зошто? Зашто таму е, како се вика тоа, тајната на животот. Христос е тајната на животот. Ние можеме многу тајни да научиме, многу вештини да научиме, но Христос е најголемата тајна на животот. Затоа Петар, затоа Павле постојано не повикува што? На подлабоко познавање, зашто спознавајќи го Христос, ние спознаваме се околу нас. Спознаваме се што создал, сознаваме што е добро, што не е добро, спознаваме што е вистинито, што е на добар глас, а што не е. Затоа постојано не повикува на спознавањето негово, на познавањето негово. Вика, но оној кој го не го согледува ова во него, вика кусоглед или слеп. Зошто? Зашто заборавил дека е исчистен од своите минати гревови. Затоа се задржав на почетокот дека ние од темнина предовме во светлина. Што значи тоа само? Не пак да преоѓаме нонстоп, него да не забораваме. Нашето памтење да не биде кратко, него да не забораваме дека ние предовме од темнина и сега сме во светлина. Амин. И кој ни чисти од гревовите? Исус. Треба да се подсеќаме на тоа. Амин. Вика, е кусоглед и слеп, зашто заборавил дека е исчистен од своите минати гревови. Амин зова. Затоа, браќе, трудете се уште повеќе да го зацврстите вашето призвание и избор. Имено, ако го правите тоа, никогаш нема да се сопнете и ја би дал и никој ќе не може да ве сопне. Едно е, ти се сопнуваш, но ние знаеме дека има и многу пати луѓе што свесно, некој несвесно, сакаат да застанат на наш пат, сакаат да те сопнат, но негувајќи го ова, горе што го наведовме, ние ќе бидеме сочувани
што вика Павле, од слизнување, од сопнување, оној кој може да не сочува од слизнување. Амин. Него славаме. Само ќе направаме една потврда на сето ова во Галатјаните 5 глава. Ова го пишува друг, го пишува Павле, но се надоврзува на ова истото. И ќе дадам таа целосната слика. 5.22. Знаете, да ги бараме овие нешта негде, некаде надвор, ние сме ја утнале работата. Затоа цело време посочувам, затоа Петар почнува. Петар таа глава е насочува за луѓе што во тоа време имаат други поучувања, дека Христос ќе нема да дојде повтор пат, и затоа ги објаснува овие делови сите. И Павле кажува вистината со тоа што вика, а плодот на духот. Ги сите оние работи што Петар не повика да растеме во нив, да напредуваме, но пред тоа ни кажува дека ги имаме се за живот и побожност. Павле ги потврдува. Зошто? Зашто тие не се плодови наши, од нашиве раце, тие се плодови на духот. Галатјаните 5 глава 22 стих вика, а плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, љубезност, добрина, верност, кроткост, воздржливост. И што? Против овие нешта нема закон. Вау! А оние кои се Христови го распнаа своето тело од неговите страсти и походи. А ако живееме по духот и да одиме според него, според духот. Ева е на таа целосна слика, ако можам да кажам, за тоа што се имаме за живот и побожност и во што сме повикувани да се впуштиме, градејќи ги и ние самите, ќе ја градиме црквата, ќе го градиме општеството. И нема да бидеме безполезни или бесплодни. Тоа знаете ли како тоа има тука една грешка, нема да се чувствуваме ние лично. Не сум ја да те судам дали си ти бесполезен или дали си ти бесплоден во твојот живот. Ти имаш пред кого даваш отчета, тоа е пред Бог. Но за нас да не напаѓаат такви мисли, едноставно да ги негуваме оние работи што веќе ни се дадени. И инаку ќе бидеме луѓе што може би имаме добра куќа, убава кола, негде таму, а ние никогаш не дознаме за истите. Амин. Аде, може да се молиме напред. Тато, фала ти за оваа вечер, Господе, за Твојот благослов, Господе, врз сите нас, Господе. Фала ти, Господе, што ти не благословуваш, зашто си ти добар, Господе, и ти не воведуваш во нови сфери, Господе, зашто си ти таков татко на откровенија, татко на љубов, татко на добрина, татко на благодат, татко што за своите деца има приготвено убави работи, Господе. Убави работи, вистинити работи, Господе. Фала ти што на вистина ја препознавме како што ја препознаме 2020 година и ја испраќаме, Господе, но едноставно се здржуваме и се врзуваме само на Твоето дело, Господе, и викаме да, Твоето дело нека биде многу посилно во 2021, Господе. Фала ти што на таков начин не растеш и нас, Господе, и Господе не повикуваш да заедно работиме на иста нива. Тоа е Твоето царство, да биде како што е на небото, така и на земјата, Господе. Ти благодарам за секој поединечно, Господе, за секој што гледа на Facebook, Господе, за секој што ќе го гледа оваа проповед, Господе, оваа молитва, Господе, едноставно нека се најде во Тебе и нека те најде Тебе во Него и таму нека биде целото задоволство и од таму нека излегува сета таа добрина, Господе, за која Ти си не повикал за, Господе, но и си не опремил, Господе. Фала ти во Твоето најсвето име, Исус. Амин.